викендов во Кисела Вода се славеше и се пееше. Во рамките на културното лето и прославата на роденденот на општината се одржаа повеќе концертни вечери, на кои настапија познати странски и домашни звезди. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски со честитки за општинскиот роденден рече дека ова било една од најпосетените забави во Скопје изминатите години и им се заблагодари на сите присутни. Изминаа 104 години од убиството на македонскиот великан Ѓорче Петров, а по тој повод општината што го носи неговото име ја одбележа годишнината. Создаваме урбана, хумана, отворена и слободна заедница како што тој замислуваше. Ова е наша земја, да ја чуваме, унапредуваме и браниме со памет, со работа и со љубов. Нека идејата на Ѓорче живее во секој ученик што учи за слободата, истакна градоначалникот Александар Стојковски. Во рамки на караванот се гледаме во Маало, вчера градоначалникот Горан Герасимовски беше во градскиот парк. Граѓаните изразија позитивни реакции за досегашното работење на општината, за отворањето на новата градинка во населба Пролет, за поставувањето на смарт осветлување, како и за реконструкцијата на култната сала Работнички. Соопшти тој и додаде дека општината веќе работи на пилот проект за ограничување на движењето на возила во внатрешноста на Дебар Маало за време на викендите. Обвинителството ја почнало постапката по првата пријава за фалсификати поврзани со градби во општина Чаир, соопшти градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска. Истрагата, според незината објава, се однесува на сомневања за фалсификување на документи и незаконска легализација, а се поврзува со градоначалникот на општина Чаир Висар Ганију. Пред еден месец, градоначалничката Арсовска до обвинителството достави докази, за кои, како што објасни, го докажуваат криминалот со незаконска легализација на дивоградби во Чаир. Повеќе од 150 дивоградби се пријавени во Чаир со објавени докази за незаконска градба без дозволи, без основни стандарди за безбедност и со сомнителни приклучоци во мрежата на ЕВН, а владата предводена од ВМРО ДПМН не преземаат ништо, се вели во соопштението од СДСМ. Од опозицијската партија побараа итна истрага и одговорност за сите вклучени, без разлика дали се градоначалници, советници или високи партиски функционери. СДСМ демонстрираше пример за коленичење, не само за отстапки за коалициски интереси, туку и во однос на подкопување на правдата. Тие молчеа пред очигледни случаи на корупција, клиентелизам и злоупотреба на државните ресурси од страна на ДУИ. Стои во соопштението на ВМРО ДПМН, како реакција на претходно изнесените обвинувања од СДСМ дека партијата на власт е слепа за криминалот во Чаир. Од владеачката партија додаваат, СДСМ, знаејќи дека за нив е важно да ја зачуваат власта без разлика на се, избра стратегија на молчење и попустливост и буквално ги игнорираа сите криминали. Молчеа и за Артан Груби, само за да бидат на власт ден повеќе. Утрово бил детектиран проблемот на водоводната мрежа во Кучково, по жалбите на жителите околу недостиг на вода во изминатиот период. Обезбедивме нова бушотина со капацитет од 6 литри во секунда. Резервоарот за вода е полн. Дефектите тековно ќе ги отстрануваме. Се работи за мрежа од селски водовод која многу пати низ последниве 50 години е преправана, што е дополнителен проблем. Објави градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски и додаде дека во периодот што следи ќе работат на нов проект за мрежа со што трајно ќе се реши проблемот. Во Камник, во близина на бензинската пумпа Лукойл, општина Газибаба изгради нов современ спортски терен со тартан подлога, како и целосно реконструирано детско катче. Ова е вториот од вкупно 8 нови спортски терени кои ги градиме во населените места низ целата територија на Газибаба, напиша градоначалникот Бобан Стевковски и додаде дека досега имаат изградено над 30 современи спортски терени со тартан подлога. Во рамките на проектот Илинден Светла општина продолжува проширување и модернизација на уличното осветлување во сите населени места, јавија од општината. Оттаму информираат дека во изминатиот период поставени се нови линии на улично осветлување во должина од 2120 метри. На плочникот кај градскиот зид се одржа Центарска симфонија, културна манифестација во организација на општина Центар. Македонската музичка звезда Александар Тарабунов заедно со камерниот оркестар изведоа повеќе познати мелодии од македонската и светската кинематографија.
Викендов екипите на јавното комунално претпријатие од Газибаба беа активни. Како што соопштија од општината, тие расчистуваат диви депонии во повеќето населби, кастреа гранки и ги средуваа зелените површини. Градоначалникот Бобан Стевковски изјави дека е извршено комплетно перење на плоштадот во автокоманда, при што апелираше до граѓаните да не се создаваат нови депонии и да се почитува јавниот простор. Град Скопје ќе субвенционира дел од трошоците на граѓаните за чистење на оџаците за 2025 година. Според објавениот јавен повик, градот ќе надоместува до 1500 денари за домаќинство. Субвенцијата може да ја користат сите граѓани чие живеалиште е на подрачјето на град Скопје. По информациите за алармантен пораст на случаи на напуштање куќиња во околината на градските гробишта Бутел, од јавното претпријатие Лајка соопштија дека изминатата недела спровеле интензивни активности за заловување. Од таму додаваат дека сите куќиња биле безбедно транспортирани во прифатилиштето, каде ќе добијат соодветна нега, ветеринарен преглед, ќе поминат хуман третман и ќе бидат подготвени за вдомување. Меѓународен турнир во спортската дисциплина бочија во организација на Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет мобилност се одржа вчера во Скопје. На турнирот кој се организираше со поддршка на град Скопје настапија 10 екипи. Градоначалничката Данела Арсовска објави на социјалните мрежи дека континуирано се вложуваат за подобрување на квалитетот на животот на лицата со телесен инвалидитет преку реализација на повеќе проекти. Таа додаде и дека во изминатата година градот овозможил електрични скутери за лица со телесна попреченост, а набавили и специјално адаптирани возила за превоз. Полуматурантите кои на првото пријавување во јуни не се запишаа во средно образование за следната учебна година, денеска имаат втора можност за упис на второто електронско пријавување овој месец. Според податоците на Министерството за образование и наука собрани од училиштата, за второто јунско пријавување има слободни 16.034 места за упис на ученици, откако по првото аплицирање се запишале 13.712 ученици. Во Трубарево изградено ново современо детско катче. Просторот, како што информира од општина Газибаба, е опремен со модерни и безбедни реквизити за детска игра, прилагодени на различни возрастни групи, со што се создава сигурна и забавна средина за децата од ова населено место. Викендов што помина, општина Илинден организираше регионален саем за економски развој. На саемот од изложбен карактер, како што информира од општината, учествуваа над 40 компании од областа на индустријата, градежништвото, земјоделството, туризмот, прехранбената индустрија, услугите и новите технологии. По трагедијата во Кочани, засилени се контролите во сите угостителски објекти во државата, особено во ноќните клубови. Па од тука Скопје, за разлика од порано, летово ќе нема ниту една дискотека. Според информацијата од Државниот пазарен инспекторат, ниту еден ваков ноќен угостителски објект ја нема потребната лиценца. Попладнево и утре во централното градско подрачје во Скопје ќе има посебен сообраќаен режим поради одржувањето на самитот Европска Унија Западен Балкан. Од Министерството за внатрешни работи апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите што ќе ги даваат униформираните полициски службеници. Викендов во Скопје се прскаше против комарци. Покрај авионската дезинсекција против возрастни форми на комарци, вечерва од 22 часот ќе се прави и терестрична дезинсекција. 15 уметници ќе учествуваат на утрешната изложба Скопски урбани приказни, што ќе се одржи низ центарот на градот во организација на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Изложбата е дел од Скопско културно лето. Кураторка на изложбата е Ана Франговска.